Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. На моје задоволство гости на програмата на ТВ каналот ВИЗ во оваа емисија е мојот стар добар пријател и колега Никола Сарајлија. Никола, добар ден и добре дојде на програмата на ТВ каналот ВИЗ. Добар ден, мој драги почитуван колега, со кого не само што се знаеме, фигуративно да кажем, војуваме, односно твориме и комуницираме на тој план. Не со години, со децении. Така е, така е. Дај Боже да биде со векови. Со векови тешко, ама нека биде уште многу години. Се наоѓаме во време на... Ти си творечко лице кое твори. Те знам одамна како поет, како успешен поет. Човек кој учествуваше на многу фестивали, човек кој објавуваше многу своја поезија во разноразни списања, човек кој издаде 5 книги во својата кариера. Околу тоа малку ќе зборуваме, но она што е актуелно се наоѓаме во едно време на пандемија од COVID-19. Велат дека најдобро се снаоѓаат во ова време токму лицата кои се занимаваат со творештво. Дали е така и кај тебе? Па може да се каже дека е така. Немаш никогаш слободно време. Значи, постојано си во движење, не мислам на надворешно физичко движење, туку на внатрешно движење, во духот, во душата, така да немаш време да мислиш дали си во карантин или не, тоа е ирелевантно. Апсолутно, апсолутно. Нека му ја мислат тие што мораат да работат надвор, тие кои пишуваат, тие кои творат, тие кои сликаат, тие кои компонираат, тоа може да го прават дома, без разлика дали е пандемија или не. Се согласуваш, нели? Да. Ајде малку околу творештвото. Велам, те знам многу одамна, дури првите асоциации кои ќе помислам на тема Никола Сарајлија, ми се враќаат во гимназиските денови. Ти беше повозрасен, ја водеше литературната секција при гимназијата Јане Сандански и тогаш наши песни, твои, мои, на сите они кои се занимаваа со пишување поезија, се објавуваа во оној познат алманах на Струмичката гимназија. Какви спомени буди тоа кај тебе од тоа време? Тоа ли се твоите почетоци во литературата? Моите почетоци се уште порано. Во пишувањето се одосновно нормално, почнав да објавувам, не праќав по оние детски списанија тогаш или можеби немаше кој да ми покаже, каже да ме стимулира да праќам. И во гимназијата прв пат објавив во прва година во Алманахот. Така. На литературната дружина. Ги чуваш ли алманасите од тие 4 години? Ги чувам. Така? Стојат, да. И кога ги читаш твоите песни, обично знаеме ние творците да бидеме критични врз својата поезија, како си размислувал тогаш во тие младешки денови, во денови кога си бил средношколец, дали нешто би изменил сега кога ги читаш тие песни? Ако не се наврќаш на она што е направено, напишено, и ако не си самокритичен, нема напредок, нема успех. Апсолутно. Се случува дури и книгите што ми се објавени, откако ќе биде објавена, да најдам некој збор што не дека не е добро така, што можело нема местото таму. И подобро да се каже, и поинаку се каже, да. Така е. Генерално сум задоволен, значи не би нешто особено темелно така преработувало тоа, да. Добро. Како што старееме, така и созреваме творечки, се разбира, така и кај Никола Сарајлија. Од гимназијата одиш таму кај што ти е местото, на Филолошкиот факултет во Скопје, на групата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ, така се викаше. Тоа е полното име, а ние си ја кажуваме југословенска книжевност. Југословенска македонски јазик, да. Добро. Таму исто така проложи со творење, нели, бидејќи адекватен и факултетот на кој беше запишан, нели? Имаше на времето еден книжевен клуб Мугри. Колку беше ти активен во тој клуб? И кога бев последна година таму се затекнавме, нели, и ти дојде.
клубот беше мощно активен, членува не само од филолошкиот факултет, и воопшто од универзитетот, Така. студенти во тој клуб, имаше доста активности, но не сум сигурен, како што слушам во последно време, не знам и дали постои. Тоа сакав и да те прашам, дали имаш сознание, дали постои Мугри? Па, како, имам нешто чуено како да не постои, или штета. ето да кажеме замрена активност, да не бидеме толку ригорозни дека не постоја, добро би било да го има. Да, но беше навистина добра работа, нешто кој ти овозможува да се дружи со твои истомисленици, нешто кое ти овозможува да разменуваш мислења со други творци, дали од твојот факултет или од другите, беше навистина интересно, имаше и литературни читања, се издава и песни. Средба на генерација организиравме. И она средба на генерација, за која јас зборував минатата година во одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски. На едно од тие средби на генерација беше присутен и Блаже Коневски, и читавме заедно. Тоа е незаборавен момент, нели? Си бил на тие средби на генерација, си читал? Да, секако. Така? Како член на клубот и бев дури негов председател. Така. Јас бев секретар. Да. Јас бев секретар и тоа беше многу интересно. Убаво е кога се дружи со познати и признати автори во тоа време, нели? Блаже Коневски, Гане Тодоровски, кој беше тука, Владу Рошевиќ и едно чудо други познати писатели. И сега за еден студент, за еден кој се пробива во тие лавиринти на литературата, беше навистина чест да се чита заедно со тие луѓе, нели? Да, тие нема време во клубот да доаѓаат, но се среќававме на читање во активности, да. Така. Добро. Кога отпечата излезе твојата прва книга? 1992 година. Така. Во издание на магазин 21 од Скопје. Промени и спомени. Промени и спомени. Ајде малку за таа книга, колку песни отприлика се одржаше, што всушност беше Промени и спомени. Имаше некаков штос во книгата, како беше тоа, од две страни се читаш или не беше тоа? Почнуваше од напред Промени и спомени, а од назад беше Спомени и промени. Ето, така. Значи двострано беше. Фактички два замислени циклуса, пролет и есен. И помеѓу нив, тоа бе 300, се наоѓа неколку 400, нешто како комбинација миниатури. Да, миниатури, а не се хаику. Не се во духот на хаику, овие 300 и комбинација нешто како на истокот и спој и западот во ова прва книга. 92 година, тоа е година кога, тоа се првите години кога Македонија стекна независност, значи 91 година, и таа книга доживеа успех, па дури беше и преведена на бугарски јазик, така? Тогаш не беше преведена, подоцна е преведена, но правевме промоција 93 година. Следната година, значи? Следната година, и мислам тоа беше, сигурен сум дека беше прва промоција на книга на македонски јазик во Бугарија. Ти беше во улога на промотор таму. Така. И ден денес се сеќаваме со задоволство. Се сеќаваме и не се откажувам од твоите водички и промоторски. Така. Ми беше чест да бидам промотор на таа твоја книга, преведена на бугарски јазик, еден голем успех е да биде преведена поезија на било каков јазик е голем успех. Особено од денешна перспектива кога се гледат нештата, кога бугарите тврдат дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, ако е дијалект, тогаш зошто не преведува? Зошто превод, да. Има еден почитуван познат режисер од Бугарија, што работеше тука, имаше постирано едно видео од Мала Преспа, со некоја жена, некоја истражувачка, не знам како се вика таму, одела, правила емисии, и жената зборува,
на македонски нормално, а тие преведуват. И сега велам, ако е ако- ова бугарски, Така. зошто тој превод од Зошто оздола? е тој превод? Така. Знам кога е тоа задоволство да биде преведена книга. Ти имаш две книги преведени на бугарски јазик, така? Да, две во една, првата и втората, Промени и спомени и Скала од вода. Да, две во Две една. во една, така. да. Еве и јас го имам задоволството, две мои книги во временска дистанца од некои десетина години да бидат преведени на бугарски јазик и тоа е голема чест во секој случај. Но ти си преведен и на други јазици, нели? Не цела книга, Не цела туку книга, одредени меѓутоа, песни, да, одредени песни во разни списања и така натаму. И инаку мило ми е што гледам дека си активен, Така. награди те преведуват. Еден период, бидејќи сигурно правеше пауза, беше посветен повеќе на музичките текстови. Така. И сега кога гледам дека пак си во оние Да, јас книжевни имам води. такви периоди. Не во литературните, во книжевните води. Така, Значи, така. Тоа е тоа што задоволство ми е. Јас не Да. можам да си простам тие вакуум периоди кога правев големи паузи. Да, исто и јас но имам секогаш голем нешто- вакуум период, да. Така. Но кога го имаш тоа, сепак проработува од време Не се на време и приготува. убаво е да се навраќаш. Да се вратиме на Сандански, промоцијата беше Да, во да. Сандански, Република Бугарија, на Промени и спомени. Интересно беше, малку вчудо невидувачки, колку народ дојде колку луѓе дојдоа на таа Имаше промоција, во- колку да, интерес. да. И тоа се случи во оној Австријскиот хотел, да, во австрискиот, тој Сандански. на времето беше и сега е ексклузивен хотел, тогаш беше навистина едно мало чудо за сите нас и многу од присутните доаѓаат да разговарат и со мене како промотор, Да, но и да. се разбира со тебе како автор, тоа се незаборавни мигови кои сигурно си ги паметиш, нели? Да, да. И на крајот забава со македонски песни. Токму така. Тоа е првата книга Промени и спомени. Што следува веднаш по неја? По неја една пауза и следува Скала од вода. Скала од вода, исто така многу интересна Да, книга. 15 години ми се чини. Да, 15 И јас такви години. паузи правя, по 17, Да. да, по 10 и така натаму. Како помина и таа книга Скала од вода? Скала од вода Во чии издание излезе? во издание на Макавеј. Макавеј. Од другите книги може да ми се најде по нешто, Но таа нема но од ништо. ова веќе немам. Штета е тоа, Продадено. штета. Мислам, не продадено, ги давам јас повеќе Да, како подарок, символично на промоцијата. Продавање после, апсолутно, Да. апсолутно. тук така се вели, продадено. Така, Скала од вода. Да. А потоа полека, но сигурно се го свртуваш твоето внимание кон хаикуто, нели, кон Да, хаибуните. Третата книга беше Исто хаику, меѓи на сонот, макар што после првата или односно после втората, после втората веќе сметав да не пишувам хаику, туку да продолжам со класична поезија, но ете се случи да биде и третата хаику. хаику, да. Така, добро. Што следува после трета? А каде излезе третата книга? Феникс. Феникс, тоа е кај Христо Петровски, Петровски, да. наш стар добар познаник, Да, да, пријател, да. нели? Се знаем и со него многу одамно. Ако случајно не гледа да го поздравиме Да, дај Боже. и да го поканиме тука. Да го поканиме, да му направиме една книжевна вечер со неговата поезија, а сето тоа да биде пропратено со неговите слики, бидејќи се занимава и со сликарство во последните неколку години. После третата книга следува? Следува еден пообемен материјал, односно, кога велам пообемен мислам на стилот, Хаибун. Хаибун. Книгата се вика Продавач на илузии. Интересно е тоа што за продавачни илузии времето на творење не е во Македонија, не е во Струмица, туку некаде далеку. Да. Па не е толку далеку, Добро. сепак далеку. Ако тргнеш пешки, многу е далеку. Пешки, да. Дури со кола е далеку, добро. Каде беше создавана таа книга и каде ги црпеше инспирациите за неа? Книгата, инспирациите се црпени во Виена. Во Виена. Еден период, скоро 10 години бев без работа, немав што, немав каде и одев барем преку летото таму, да кажем,
условно кажено да се прошетам. Така. И истовремено, значи, не беше тоа пусто шетање само, туку И инспирација, Така. инспирација се добиваше за нови дела. Така. Така да во неја се работи за животот во центарот на Виена, што вела Тони, во први бицирк, каде што и може да се види се и туристи, и клошари, просеци, значи и уметници, нормално, музичари. Така. Многу интересна книга е, книга преку која може да осознаеш разни нешта кои се случуваат во Виена. Интересно е тоа што конзулот, амбасадорот на Македонија, амбасадорот на Виена е застапен во книгата со своје видување, своја рецензија, како да го кажем, предговор, поговор, што беше тоа? Поговор, да. Почитуваниот доктор Георги Филипов, да. Георги Филипов, добро. Какви одгласи, и тоа беше четвртата или? Четвртата. И петтата последна? Петтата, симфонија од бој. Симфонија од бој. Јас повторно бев дел од таа промоција. Да. Заедно со Марина Мијаковска бевме, беше тоа убава промоција која се случи во Националниот установен центар за култура Антон Панов и застана на бројот 5. Така? Да. Многу малку или тамам колку што треба? Бројката 5. 5 е еден символичен број, една целина. И инаку да спомнам, за разлика од Скала од вода, ова се уште ми стои скоро целата поради токму таа корона, пандемијата. Нема можности за промоции, освен тука во Струмица, нема можности. Сега може послободно, но тогаш се беше затворено, не можеш никаде да влезеш, да понудиш. Но очекувам подобри времења. Имаше закажено промоција во Скопје, но поради ситуацијата откажена. Книгите немаат рок на трајање, нели? Јас не сакам да правам промоции каде што посетителите ќе бидат ограничени, да мора да седат со маски. Сакам луѓето кои ќе дојдат, да дојдат слободно, без страф. Да се поздравите, да се помоабетите. Да се помоабетиме, да. Значи, не ја правам промоцијата заради книгата, ја правам промоцијата да се видам со колегите и пријателите, од кои некој можеби не си ги сретнал со месеци, а тоа е шанс, еве да... Така. Кога велиш, ти можеш да велиш кој знае колку сакаш, дека петката е символичен број, но има и многу броеви после бројот 5. Размислуваш ли за шестата, седмата и така натаму книга? Тие се веќе во подготовка. Во подготовка, да. Имам бар 2-3 што се започнати и само треба се завршат. Така, кога, како, немаш таков план? Не, никогаш не планирам. Никогаш не планирам. Работам кога ќе излезе, тогаш, да. Добро, што беше тоа пресудно кога твојата поезија, класично пишување поезија, помина во пишување хајбуни, хаику поезија? Каков предизвик е хаикуто? Се уште пишувам класична и почнав понекаде веќе да праќам и да објавувам. Каков предизвик е, не знам, не те упатив баш пред Нова година, што го спомнавме, нашиот колега Христо Петревски ми побара да напишам нешто за моето гледиште, за минијатурата, за хаикуто. И напишав еден текст, насловот е Како станав хаиџин. Објавен е на инаку негов портал за наука, уметност, не знам како, не знам дали случајно си го видел тоа. Така, тоа е инаку, значи Институт за наука уметност. Не, инаку е Институт за наука, алтернатива, култура и уметност. Ете така. И таму кажувам како почнав со хаику. Така. Ова првата книга што ја спомнавме, Во духот на хаику, тоа беа, таму кажувам, лирски минијатури, едностишија, двостишија, и ќе се запрашаш кој тоа би го објавил, кој тоа би го сватил сериозно. Во тој момент тие беа напишани околу 1970 година.
книгата над нив размислував 10 години подоцна, значи 1980 некаде. А пред тоа бев читал, бев случајно налетал на поимот, на формата што е хаику, читајќи една книга од областа на Зенот, Зен будизам и психоанализа, и се сетив, па чекај, велам, моите миниатури можам да ги направам, Така. бар да бидат Од таа не еден и форма два стиха, да. 5-7-5. Да, барем да бидат 3 стиха, Така. да бидат посериозно сватени. Тогаш, тука поима никој немаше од хаику во тој период. Така. И за да ја објавам истата 10 години подоцна од кога ја стокмив книгата, значи 1992. Ајде да им објасниме на гледачите што всушност значи хаику. Станува збор за кинеска, јапонска традиција на пишување. Да, точно, од Кина преоѓа во Јапонија. Јапонија. Добро каже. Така. Има одредени правила. Не е доволно да бидат 3 стиха, нели? Туку мора да се почитуваат одредени правила. Првиот стих треба да содржи 5 слога, вториот 7 и третиот повторно 5. Да. Значи, само во 17 слога треба да се каже да. нешто многу интересно. Колку тоа е тешко да се прави? Па, види... Оти некој ќе каже, види што напишал, дали пишувачите на хаику поезија се мрзеливи творци? Прво, мило ми е што гледам дека и ти си почел, и тоа доста успешно. Така, ти макар, благодарам. ето, се приклучи кон тоа семејство на хаиджини, Така. макар што некои колеги уште порано сум ги молел, дај бе, почнете хаику, нешто напишете. А мило ме кога видов дека и ти си еден од тие. Добро, јас признавам, половина од вистината е дека помалку сум мрзлив. Добро, се шегувам. Па, хаикуто треба многу да зборуваме, да ја објасниме неговата суштина и треба тоа да се почувствува. Или што би кажал... Да, но воопшто не е лесно, тоа ми е не е младата. хаику, тоа сакам да кажам, не е хаику се што личи на хаику. Така е. Значи, може формата да ја погодиш, да земеш 5-7-5 да напишеш. Така. Навистина не е лесно, Така. но кога веќе си навлезем во него, не е ни тешко. Кога затоа на крајот велам, споредувам хаику со порано со карате, нели, за некој беше начин на живот, велам, можеме ли тоа да го кажеме и за хаику? Значи, кога веќе ќе навлезеш во него, тогаш кога светот го гледаш преку хаику, тогаш ти е веќе многу лесно. Така, така. Тешки се првите Така. првите десетина да ги створиш, да. И потоа тоа те влече. Иако ја сватиш суштината веќе, да. Така, Или како што рекол некој, не сум сигурен сега да не цитирам име, вели, ако напишеш 5 хаику, ти си мајстор на хаику. Ако напишеш 10 хаику, ти си веле мајстор. Така. Супер. Добро, продолжуваш, предпоставувам понатаму и ќе биде ли и следната твоја книга хаику или се враќаш на класичната поезија? Пак ќе биде хаику. ама нема да биде само хаику. Но кратки форми одредени. Да, ќе биде кратка форма, пак една од тие источни форми. Добро. Сега не ја откривам тајната, одлично. кога ќе излезе ќе се види. Ајде, да не забораваме кога зборуваме за Никола Саралија, да не забораваме дека паралелно со поезијата тој е и новинар долгогодишен кој остави свој белека во разни медиуми. Ајде да се потсетиме и за тоа. Па бев 10 години новинар во Се извинувам. Нема проблем. Такво е времето. Бев 10 години новинар во Радио Струмица и во исто време уредник на Струмички весник, што тогаш излегуваше. За жал сгасна и Радио Струмица. Струмички весник или беше Струмица денес? Струмички весник беше, Добро. а пред тоа уште сгасна весникот. И потоа напуштив, имав своја фирма, издавачка дејност, при што излегуваше весникот Струмица денес. Тоа беше исто околу 10 години. Почнавте заедно со колегата Ристо Тасев, потоа сам го правеше тоа, така. Ти недостасува ли новинарството, иако пишуваше и за други вестници? Се сеќам дека и во Скопје објавуваше одредени некои твои работи, или тоа беше поезија?
да кажеме, студентски збор. Да, како студент, да. Во студентски збор сум работував, потоа во наш свет со нашиот познат Киро Донев, тогаш беше уредник месечини, директор. И директор. Ако не беше во тој период на Детска радост. Така да, тоа ми бе првите новинарски почетоци во студентски збор. И на крај пак се вработив како новинар. Така. Ти недостасува ли новинарството? Новинарството, човек добро да проба од се. Значи, еден добар период, едно добро искуство, но како што се презаситуваш од се, Така. тебе изгледа ти не си презаситен од ова, телевизијата може би е поинтересен жарн. Така. Да. Но на некој начин сакав да пробам нешто ново. Така, да. Од електронски медиум поминав во печетен медиум. Така. И мислам, само што кај нас немаме можности како на Западот да менуваш професија кога ќе посекаш. Дојде времето кога Струмица нема свој весник, и тоа е штета. Твоето размислување кое е? Или нема бизнис до таа работа? Бидејќи, нели, сите денес живееме во време кога парите ги ставаме пред се, што е жално помалку. Весник имаше повеќе обединели за весници. Струмица денес е првиот приватен и независен весник во тој период, чинам друг немаше. Да еден период финансира од Министерство за информација имаше тогаш и после прекина со субвенционирање на печатени медиуми. Од општината имаше некои можности и општината да продолжише да го финансира Струмица денес, значи Струмица и денес ќе имаше весник. Бидејќи немаше некоја корис, буквално се работеше само за трошокот, но јас како ентузијаст ќе продолжив. Но бидејќи средства немаше веќе ни за тоа, ние сме мал пазар, не можеш да пласираш толков тираж, исто толку и толку реклами да собереш. Така да решение беше... Не е само на локално ниво, туку и на државно ниво имаше многу повеќе весници, еден по еден. Медиуми и на државно згасна, што оставало на локално. Па времето си го носи своето, па тие преминаа во портали одредени, електронски весници и така натаму и така натаму. Но како и да е, и во делот на новинарството остави свој белег, за тебе една успешна кариера. Сега си дел од тимот на Националната установа Центар за култура Антон Панов во Струмичкиот театар. Не прозборевме околу творештвото, ти имаше обиди, успешни предпоставувам, и во делот на драматургијата. Ајде, што имаш издадено? Тоа е една, односно две. Првата пиеса за деца. Така. Полното име би било, мислам и навистина, тоа беше не името на пиесата. Значи, детска, интерактивна, едукативна представа во режија на мојата колешка и нејзина идеја беше тоа, преку нејзиното здружение Видливост, Јулија Милкова. Беше ли тоа успешна работа? Како реагира децата на тоа? Порано, да кажеме, порано имам напишано една-две драмулети сосема мали. Така. А тоа ми е прв драмски текст, ако може да се каже. Па беше ли успешно, имаше во регионов најмалку 20 изведби. Мислам, тоа доволно зборува колку било успешно, не? Така. Те влече ли и тоа да продолжиш и на тој план да твориш? Ме влече и секако, но треба време. Треба време за тоа, треба да се седне убаво. Така. Она што го дознав за тебе, а ми го кажа пред да ги вклучиме камерите, е дека годинава Никола Саралија заминува во пензија, на заслужена пензија. Сега, дали едвај чекаш тоа да дојде тој ден, па да му се посветиш малку посериозно, малку повеќе на пишувањето? Ке се случи ли тоа? Како го замислуваш твојот пензионерски живот утре за утре? Па,
Никако. Никако, а? Во смисъл, отдамна, вака, со другари правејќи муабет, како баш слично прашање, како замислуваш, што би правил тогаш, оногаш. И велам, слушај, тогаш уште нема 50. Со Господ имам направено договор сега до 50 години, Па ќе размислам после за наредните 50. 50, Значи, така е. пензионирањето само не е ни етапа, една точка која мора да се помине или да се прескокне Тоа и да те се прашувам, случи. тоа те прашувам од проста причина што малку потешко паѓа пензионирањето на луѓе кои се, да кажем, активни, не знам, во економијата, во медицината и така натаму, и потоа како со нож една кариера тука завршува. Но во творењето тука граници нема. Имаме во Струмица убави примери, во Струмица и Струмичко луѓе кои најмногу се активни сега кога се пензионери, тука е Иван Котев, тука е Киро Донев и редица такви, нели? И тоа ни дава за право да се надеваме дека ќе бидат тоа плодни години. И токму тоа, види, животот е убав. Значи, не е само работата, некои што својата реализација ја наоѓаат само преку работното место, навистина тешко им паѓа. Јас ќе ти кажам еден пример. Да. Извини што ти упаѓам во зборот, се среќам со еден успешен доктор, струмичанец, многу успешен доктор, и непосредно после не знам колка временски период од неговото заминување во пензија, го гледам како шета сам низ булеварот и му велам, здраво докторе, како си? И тој доаѓа кај мене, му велам како пензионерскиот живот, а тој го вади од джебот мобилниот телефон и ми вели, го гледаш ова? Кога бев во пензија, кога бев на работа, кога бев активен, ова ме будеше од сабајле и со него заспивав. Во текот на денот 1000 луѓе ми се јавуваа, бидејќи им требаше моја помош. Сега едва чекам некој да ми зазвони, ама не звони. Тоа е тоа што паѓа тешко. Кај поетите не е така. Но, ако имаш богат живот во смисол не само активност и богат духовен живот, не ти е важно каде си, како си, во која ситуација, значи секогаш ќе бидеш исполнет, задоволен. Токму да се вратам за хаикото, значи ако знаеш да се радуваш на малите нешта, ништо нема да ти значи дали денес си станал премиер или председател или утре си станал пензионер. Значи така. Еве, убаво си помуабетивме, ми беше задоволство што беше мој гостин. Што би додал на самиот крај на овој разговор? Нешто испуштивме ли кога зборуваме за Никола Сарајлија? Или кажавме од прилика се? Па ти како да не сакаш друг пат да ме каниш, остави за друга прилика да кажеме нешто. Добро, оставам. Добро. Што испуштивме, еве, сега може ова, ајде веќе нема да е тајна, подготвувам, рековме, јубилејна 5-та книга, 30 годишен јубилеј од излегувањето на мојата прва книга. Планирам годинава да направам една збирка од сите 5 книги од 3 стишета само. Супер. Значи само 3 стишета, нели во првата имаме и Катрени, во ова е Хаибуни, продавачни илузии, значи збирка само 3 стишета. Добро, едва чекам и се надевам дека повторно ќе ме викнеш да бидам дел од промоцијата. Секако. Се надевам во скоро време. Никола, ти благодарам за разговорот, за учеството во емисијата, ти посакувам да си здрав и жив и уште многу да ми твориш. Ти благодарам и тебе и очекувам и од тебе една хаику збирка наскоро. Дај Боже, нека биде така. Благодарам, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму за емисијава.